Денешната лекција е местоположба на координатна мрежа. Целта на овој час е да научиме како правилно се внесуваат координати во координатна мрежа и како правилно истите да ги читаме кога веќе се внесени. Човекот од давнешни времиња користи карти и мапи обележани со координати, кои што објаснуваат позицијата на некое место, локација или објект во светот. Координатите ја покажуваат секоја локација, местоположба на земјата. Се користат во географските карти и кога обележуваме мапи. Со координатите определуваме каде се наоѓа некој објект. Еве и од овие примери по сликовито можете да видите дека координатите ги користеле уште од давнешно време за да се одреди местоположба на некој објект или место. Па така координатите нашле примена и во математиката. Секоја местоположба може да се определи со две координати. Координатите ни овозможуваат да лоцираме точно каде е точката или формата на графикон или карта. Координатите означуваат каде се сеќат хоризонталната и вертикалната линија на координатната мрежа. За ова подосна ќе објасниме и посликовито. Координатите се пишуваат во загради, одделени со запирка, како овој пример x, запирка, y. Тие се подреден пар на броеви, што значи дека редоследот по кој што тие се напишани е многу важен за да можеме точно да ги внесеме или прочитаме координатите. Хоризонталната вредност, односно x координатата, секогаш се задава прва, а вертикалната вредност, y координатата, се задава втора. Еве овде имаме еден пример на координати. 1,6. X координатата е првиот број и ни покажува колку места да се движиме по хоризонталната оска. А Y координатата, во овој случај бројот 6, вториот број, ни покажува колку места треба да се движиме нагоре по вертикалната оска. Еве сега можеме сликовито да видиме на координатна мрежа. Значи, споменатата веќе x координата е хоризонтална, односно легната. И на неа со броеви се обележани колоните. Додека пак на y координатата, односно таа што е исправена, со броеви се обележани редовите. Па така да сада го внесеме нашиот пример, координатите 1,6, значи секогаш започнуваме првин од првиот број, а тој се наоѓа на x координатата. Бројот 1, а вториот број 6, значи одиме нагоре ги броиме редовите вертикално и стигнуваме до бројот 6. Значи ова би било положбата на нашата координата 1,6. На следниот пример имаме координатна мрежа на која што се внесени букви. За да ја определиме точно положбата на секоја од буквите во координатната мрежа, значи, први одиме со буквата А. И сега бараме на кој број, односно во која колона е запишана буквата А на x координата. Првиот број ни е бројот 1. Сега го бараме вториот број што ни е запишан на вертикалната y координата. Вториот број е 4. Гледаме дека буквата е во четвртиот ред. Значи, координатите на првата буква А биле 1,4. 1,4.
Втората буква Б. Првиот број е бројот 2 на X координатата, а вториот број на Y е 3. Значи, координатите на буквата Б се 2,3. Буквата С е со координати 4,1. Буквата Д е со координати 1,1. Буквата Е е со координати 5,3. И веќе ги определивме координатите на сите букви што се внесени во координатната мрежа. Овој пример можете да си го запишете во вашите тетрадки по математика, за таа цел можете и да го стопирате видеото. Одиме на следната координатна мрежа. Имате за задача да ги запишете координатите на точките што веќе се внесени, со цел да видиме колку сте запамтиле од веќе досега кажаното. Буквата F е со координати 3,6. Буквата Г е со координати 2,3. Х има координати 5,5. И буквата И е со координати 6,1. Се надевам дека точно ги определивте координатите сами. Во следната координатна мрежа пак имаме поставено различни слики на кои што вие ќе треба да им ги определите координатите. Не е потребно да ги цртате сликите, можете само со збор да ги запишете и точно запишете ги координатите на кои што се наоѓа одредена слика. Ќе ви оставам малку време да размислите. Првата слика, на која што имаме чизма, е со координати 1,5. Втората слика, на која што имаме дрво, е со координати 1,1. Третата слика, каде што има топка, е со координати 2,2. Четвртата слика со кученцето е со координати 4,4. Петтата слика, на која што имаме шулја за кафе, има координати 5,6. И последната слика, каде што е капата, е со координати 6,1. Се надевам дека и вашите одговори се исти како што ги видовте на екранот. Сега имате една задача која што ви е за домашна работа. На листот во тетрадката треба да нацртате квадратчиња 9 по 9, што значи да имате 9 хоризонтално квадратчиња и 9 вертикално, за да ја направите вашата координатна мрежа. Потоа, на веќе обележаната координатна мрежа со броеви од 0 до 9, треба да ги обележите следните координати. 2,4, 7,3, 5,7. Следно што треба да направите е да ги поврзите тие точки со линија. Кога ќе ги поврзите координатните точки, ќе добиете 2D форма триаголник. Се надевам дека успешно ќе завршите задачата. Ви посакувам успех и ви благодарам уште еднаш за
вашето внимание.